Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Селекторот на Шпанија, Жулијан Лопетеки, со комбиниран состав ќе настапи на престојниот квалификацијски меч со Македонија во Скопје. Големите звезди нема да ги гледаме на арената Филип Тори во Скопје, како Мартинес, Алонсо, Хуанфран, Мата, Фабрегас, Калехон. На списокот се најдоа многу играчи од младата репрезентација на Шпанија, која во јунија очекува Европското првенство во Полска. Тоа се голманот Кепа Аризабалага од Атлетико Мадрид и Марко Асенсио од Реал Мадрид, како и Жерар Делофео од Милан. Списокот на Шпанија за мечевите со Колумбија и Македонија се Давид Де Геа, Кепа, Пепе Рейна, Пике, Рамос, Жорди Алба, Аспиликуета, Карвахал, Начо, Монреал, Роберто, Иско, Тиаго, Алкантара, Бускетс, Илјар Менди, Иниеста, Асенсио, Коке, Силва, Витоло, Јаго Аспас, Диего Коста, Делофео, Мората и Педро. Македонија пречекува Шпанија на 11 јуни во Скопје. Карло Анчелоти смета дека УЕФА под итно треба да ја воведе видеотехнологијата на надпреварите во Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Тој изјави дека неговиот тим бил елиминиран во четвртфиналето од Реал само поради судиските грешки. Секој греши, но тоа не сме да се случува на вака високо ниво. Во четвртфиналето ни беше направена голема неправда. Во историјата ќе влезе дека Реал го победил Бајерн, но она што се случуваше во ремашот во Мадрид го виде целиот свет. Потребно е да се воведе видеотехнологијата, тоа е неопходно, изјави Анчелоти, кој во периодот од 1999 до 2001 година го тренираше Јувентус, а од 2013 до 2015 година беше тренер на Реал. Карло со голем интерес ќе го следи финалето на 3 јуни во Кардиф, а симпатиите ќе ги добие тимот кој ќе игра подобро. За мене Буфон е посебен играч, а Реал не е само Роналдо, заврши Карло. УЕФА има тешка одлука кога се во прашање фудбалските клубови Лајпциг од Германија и Салцбург од Австрија. Двата тима се во сопственост на компанијата Red Bull, а со настапите во националните првенства избори пласман во Лигата на шампионите. Лајпциг избори пласман во главната фаза, додека Салцбург треба да настапи во квалификациите. Сепак УЕФА покрена истрага бидејќи клубовите имаат иста сопственичка структура, нешто што УЕФА не го дозволува. УЕФА знае дека најголем финансиер на Лајпциг и Салцбург е Red Bull. Најверојатно УЕФА ќе донесе одлука еден клуб да не може да игра во Лигата на шампионите. Во тој случај во пренос е Салцбург бидејќи е шампион на својата држава, а Лајпциг сезоната во Бундеслигата заврши на второто место. Според УЕФА ниту едно правно или физичко лице не сме во исто време да има влијание во два клуба. Доколку на Лајпциг не му биде дозволено да игра во Лигата на шампионите, тогаш Бајерн, Дортмунд и Хофенхајм директно ќе играат во фазата по групи во Лигата на шампионите, а до позицијата која носи настап во квалификациите во пресред на последното коло најблиску е Херта од Берлин. Најтрофејниот тим во NBA лигата Бостон Селтикс ја доби можноста да бира прв на престојниот драфт 2017. Пред излекувањето, шансите за такво нешто беа 25% и се покажа дека тоа е доволно за Селтикси. До првиот пик на драфтот, тимот стигна благодарение на Бруклин Нетс и големиот трейд од пред неколку години кога кај мрежичките се преселија Кевин Гарнет, Пол Пирс и Джейсон Тери, а за возврат ги добија првите 3 пикови на драфтот. Ова е историска шанса за Бостон и дополнително да ги засели своите редови. Селтикси воедно станаа само третиот тим во историјата на NBA кој со најдобар рекорд во конкуренцијата стигна до првиот пик на драфтот. Претходно таква можност имаа само уште Портланд во сезоната 77-78 и Лейкерси во 81 и 82 година. Токму езерџиите по трет пат поред ќе бираат втори на драфтот, откако претходните 2 години ги избра Анджело Ди Расел и Брендон Инграм. По Бостон и Лейкерс третиот пик ќе го бира Филаделфија, па следуваат Феникс, Сакраменто, Орландо, Минесота, Њујорк, Далас, Шарлот, Детройт, Денвер и Мајами. NBA драфтот 2017 ќе се одржи на 22 јуни во Бруклин, Њујорк. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.